Носењето на оваа стратегија е законска обврска и морам да потенцирам дека одлично звучат главните цели, распоредени по сектори и области и секако потребно е, но се во ова безволја и конкретни активности од страна на членовите на оваа комисија е едно големо ништо. Одлична романтична поезија која стои на лист хартија. Но јас би сакала да ја започнам мојата дискусија со неколку поставени прашања. Дали сега, со носењето на оваа стратегија, Државната комисија за спречување на корупција ќе има поголеми надлежности, повеќе пари? Дали недостатокот на стратегија до денес беше пречка за постоење на било каква борба со корупцијата која што ја прават функционерите на оваа власт? Дали од утре народот ќе верува дека вашата искрена борба со корупцијата само што не започнала и искрено ќе се борите со истата? Како е можно тоа кога очигледна е платонската поврзаност на оваа комисија со СДСМ, истата е непрекосовена, нераскинлива, многу длабока и да не бидам сватена погрешно, тоа би било така со било која власт, бидејќи Државната комисија за спречување на корупцијата е директно поврзано со власта. Не може да ветувате дека ќе се борите со корупција кога самите не располагате ниту со ресурси, ниту со кадар, ниту со опрема. Немањето на финансиски импликации на буџетот со носењето на оваа стратегија ја покажува проформата на истата. Истото е со новата функција вице-премиер за антикорупција во владата на СДСМ. Морам да потенцирам дека разочарување е за мене тоа што оваа комисија не се бори за финансиска независност, истото кон што би требало да се стремат и судството и обвинителството. Почитувана председателке, како да веруваме дека ќе се изборите со високата корупција кога за жал се уште не можете да се справите ниту со влијанијата и врските кои што ги фаќаат високи партиски функционери за вработување на луѓе во вашиот стручен тим? Од оваа стратегија гледаме дека формално признавате дека во Македонија има корупција и тоа во секоја пора на општеството, дека долга е патеката која што мораме да ја одиме како држава и не случајно сме на 111 место според Transparency International, но од некаде мораме да започнеме. Моето мислење е дека требаше да започнеме со целосно нов закон, подобрен, со повеќе надлежности, повеќе моќ и независност. Жалам што денешнава дискусија ќе мораме да ја сведеме на најситни примери, но само така јавноста ќе може да свати зошто сметам дека вашата борба со корупцијата не зависи од било каква стратегија, иако формално правно е во ред да ја имаме, но истата, самата по себе, не е гаранција за успех. Како една од целите на оваа стратегија е обезбедување интегритет и транспарентност при вработување на политичките и човечки ресурси во јавниот сектор, базирано на вредности и критериум за квалитет. Имајќи ја во предвид оваа цел, дали веднаш по носењето на стратегијата ќе пристапите кон утврдување на критериумите по кои биле ангажирани хонорарците во владата на СДСМ, ако се знае од вчера јавно кои се лицата кои што добиле хонорари? Дали има некаков судир на интереси? Дали била запазена транспарентноста ако се има во предвид фактот дека до вчера се чуваа во тајна нивните имиња? Кои критериуми ги исполниле? На кој оглас се јавиле? Дали воопшто имаат сработено нешто? Или еве, од вчера видовме дека и истите добиле награди од страна на УЈП? Или нешто што е многу битно, а не го видовме минатиот период. Дали од утре кога ќе имате стратегија, ќе ги истражите скалилата кои што ги скокаат членовите на судскиот совет, како се бирани судии, како се бирани јавни обвинители, членови на управен суд, на уставен суд? Јавно е познато дека 10 од 15 членови на судскиот совет се директно поврзани со власта. Членови на нивни семејства или самите тие јавно искажуваат партиски активности на социјалните мрежи, што значи дека се партиски активисти или некогаш биле. Особено сакам да го земете во предвид членот 2 од Законот за судски совет. Дали и кршење на истиот, бидејќи се забранува било каква партиска припадност, што во пракса не е така. Затоа овде ќе напоменам дека предвидениот кодекс кој што го предвидувате со оваа стратегија нема да заврши работа. Судиите самите го кршат законот, а не да го почитуваат истиот. Каде е ветингот кој што беше
долго најавуван. Една од вашите надлежности е поведување иницијатива пред надлежен орган за поведување на постапка за утврдување одговорност на службените лица. Еве неколку конкретни прашања. Сега кога ќе имаме стратегија, ќе поведете ли постапка за утврдување одговорност пред надлежен орган или некаква кривична постапка за министерот за здравство? Овој министер од несторување или пропуштување загрозува човечки животи секој ден, а да не се зборува за грубото кршење на членовите од Законот за здравствена заштита, кој е основно право на нашите граѓани. Сега кога ќе имате стратегија, ќе поведете ли постапка за утврдување одговорност пред надлежен орган или кривична постапка за министерот за внатрешни работи, кој што не сторил ништо 6 години, а знаел дека Македонија е земја во која што се вадат пасоши на криминалци од цел Балкан, борци во ИСИС, луѓе барани со потерници. Сега кога ќе имаме стратегија, ќе поведете ли постапка за утврдување пред надлежен орган или кривична постапка за јавниот обвинител? Истиот повеќе од 2 години го крие писмото на Катица Јанова со која беа предадени предметите од специјалното јавно обвинителство, особено ако се земе во предвид фактот дека спротивно на Законот за јавно обвинителство, јавниот обвинител е задолжен да му оневозможи дејствија на јавен обвинител за кој што има покренато постапка или е во притвор, односно да го суспендира. А јавното обвинителство не само што не го стори тоа, туку и го уважи актот, кој што никој не го видел. Председателке, според надлежностите и досега сте можеле да покренувате иницијатива пред надлежен орган врз основа на ревизорски извештаи на Државниот завод за ревизија. Сега прашањето е што направивте со извештајот на Државниот Завод за ревизија во случајот со СЈО? Делењето на дневници, плати, надоместоци над 5000 евра беа актуелни еден извесен период, но сега веќе никој не зборува за нив. Но еве, ние не сме ги заборавиле. Повеќе од 4 милиони евра годишно не се малку пари. Сега, кој ќе постапи со селективните постапувања, со овој тренд во кој што веќе е познат по раководството на Вилма Русковска? За некои постојат по 10 постапки поведени, за некои ниту една. Дали сето ова ќе биде опфатено со оваа стратегија? Мојата поента за крај на мојот говор беше следната. Што и да донесеме, дали станува збор за закон, стратегија, подзаконски акт, колку идеално да звучи, колку и да е насушно потребно на ово општество да се темели врз одредени вредности, оваа власт, предводена од СДСМ и ДУИ, не може да го спроведе истото, доколку од истото нема личен бенефит. Затоа, почитувана председателка на Државната комисија за спречување на корупција, вие сте светлата точка и имате моќта во оваа држава дека можете да покажете дека борбата со корупцијата може да биде неселективна. И затоа имате нашата поддршка, но навистина тоа да го видиме со дела, а не со празни зборови. Ви благодарам.